Вкупниот приход остварен во период од 1.7.2023 година до 30.9.2023 година изнесува 67.560.750 денари, од кои најголем дел приход е од снабдување и испорака на вода за пиење во износ од 33.372.491 денар, потоа приходи од одведувањето на отпадни води во износ од 5.410.105 денари, приход по основ на пречистување на отпадни води во износ од 12.813.632 денари. Приходот од снабдување и испорака на вода, одведувањето на отпадни води и пречистувањето на отпадни води во износ од 51.596 денари, 596.228 денари, во структурата на вкупниот приход, ве молам тука да слушајте ме внимателно, во структурата на вкупниот приход на предпријатието за истиот приход учествува со 76,37%. Потоа точка. Приходот од услугите кои ги даваат одделенијата во состав на секторот за технички работи изнесува 1.051.904 денари и истиот во вкупниот приход на предпријатието во истиот приход период учествува со 1,56%. Значи, вкупно некаде околу 78%. И сега мене не ми е јасно дали јавното предпријатие има и некои други приходи, бидејќи не совпаѓа 78% со, ако се земат збировите на овие два документа, не ги гледам другите, кои се тие други приходи. Останати приходи кои што се во износ од 13.412 денари. Во останати приходи спаѓаат вишок на суровини и материјали. Значи тука влегува во ова тромесечие влегуваат водомерите, за кои што беше донесена одлука за продавање на водомери. Тука влегуваат приходи од субвенции. Тоа се субвенции кои што со одлука на Совет Општина Куманово ги доделува на одредени категории на граѓани. Приходи од донации и приходи од странски донации. Како ова јавно предпријатие да бележи позитивни финансиски резултати во овој квартал, а тоа ќе продолжи во наредните да виде. Значи тенденција таква ќе и беше претходно. Значи најголем проблем се моментално зголемувањето на платата. Значи само за ова година имаме две зголемувања. Едно беше линеарно во износ од 2.700 денари за сите вработени и второто зголемување тоа беше во месец март и второто зголемување е сега со септемвриска плата од 10%. Значи тие такви зголемувања доведоа, како што самите гледате, само за овој квартал да бидат исплатени повеќе плати во износ од скоро 7 милиони денари. За воиднина, значи за некој од наредните седници пред вас ќе биде најверојатно доколку добиеме решение за измена на цена на вода. Така да, тоа е единствен излез моментално кој што го има јавното предпријатие, затоа што ова цена на вода е правена според показатели од 2019 година. До 2023 година апсолутно се изменети сите околности кои што го окружуваат јавното предпријатие при неговото работење. Во врска со овој тримесечен извештај за финансиско работење, како што може да се види од табелата, значи вашите приходи за овој период споредбено со приходот од минатата година се зголемени,
a rashodите се намалени. Значи, приходи ова година, за овој тримесечен период, ова година ви се 183 милиони 339, за разлика од претходно кога биле 176, а расходи ви се 187, кога истиот период лани биле 204 392 и 200. Значи, тука може да се види дека вие работите, се трудите да ги зголемите приходите, а расходите сте ги свеле на минимум. Исто така се гледа и дека електричната енергија е помала во однос на истиот период ова лани, кога беше таа веројатно и беше многу поскапа, како што кажавте и на комисија, значи се уште не е вратена трошокот на електрична енергија на ниво пред енергетската криза, односно сега, иако се намалени, се за 100% поголеми од периодот кога беше пред енергетската криза.